Говорот на омраза е постојан меѓу жените. Не се плашам од говорот на омраза. Колку простории има во собранието, бидејќи е навистина многу големо? Значи да покажам дека навистина честноста е голема доблест. Вие сте жена пратеничка, дали пред да влезете во политика имавте страв само затоа што сте жена? Продолжувам со образование и тоа со дефектологија, за да можам да работам и со деца со посебни потреби. Кој смее да го посети собранието и вашата канцеларија? Еве, на пример, многу одамна ја прочитав, можеби е таа повеќе, да речам, детска тинејџерска книга, Малиот принц. Младите повторно почувствуваат дека Македонија е нивната татковина и дека треба да останат во Македонија. Вам се роди, да кажам, идејата да се занимавате со политика? И на крајот моето образование до денес го заокружувам со магистерски студии, магистер на односи со јавноста. Македонија да биде домот и татковината на сите оние кои што се иселиле и сите оние кои што се овде да се ја почувствуваат навистина како своја. Страв не постоеше кога влегов во политика, повеќе беше предизвик да работам во политиката. Каде ја гледате Македонија во следните 10 години? И дека на крајот љубовта и единството победува.